Добар ден, дами и господа, ова е емисијата Живот со стил, а денеска во друштво на една успешна млада дама, на која што добро ја оди во учењето, во спортот, па и во љубовта. Се работи за една успешна млада спортистка, ако Перо Антич беше најуспешен спортист за 2011 година, таа беше најуспешна спортистка. Здраво за Наташа Илиевска, едноставна, скромна, убава. Веројатно тоа се должи на тоа што го работиш многу време. 11 години или 17 години во спортот, како беше? Така, значи најправим да ги поздравам сите ваши гледачи, да го поздравам за убавата најава. Навистина 17 години полни јас се занимавам со карате спортот, почнав во 92 година, со многу мала пауза од година 2 до ден денешен се занимавам со карате спортот и многу сум задоволна што и сум успешна исто така во ова што го работам цел живот, би рекла. Овој пат ќе сготвиме тестенини, бидејќи ми недостасува кујната на мајка ми, особено зелникот на мајка ми. Веројатно некој кој што те третира како дама. Јас вистински маж. Не, одамна. Вака како те гледам, мислам дека овој барбери часови. Во скопските клубови не може да ме сретнете, бидејќи вечерниот тренинг ни завршува некаде околу 10 часот. Понекогаш знам и јас да се соберам со друштвото во време во некоја мејана да се опуштиме. Имате вреќи? Така, значи, ова се вреќи или реквизити. Ниту ги преценувам, ниту ги поценувам своите противници. Како ти оди во кујна, како права домаќинка. Имаме убаво сонце во центарот на Скопје, но некако ветерот не е на наша страна, па да се упатиме на едно убаво место, се вика италијански ресторан Джино, тоа се нашите пријатели, па да ги покажеш твоите кулинарски вештини. Живот со стил со Наташа Илиевска. Па морам да признам дека навистина се трудам да бидам вистинска домакинка со оглед на тоа дека заедно со сестра ми живеам овде во Кирија во Скопје, мораме сами да се грижиме кога станува збор за исхраната, а тоа е еден многу битен дел од секојдневието на секој човек, особено во ова динамично време на живење, а кога станува збор за професионален спортист, верувајте те како битен дел од секојдневието, така да јас максимално се трудам и залагам да внимавам на исхраната, да внимавам на она што го внесувам, така да и се трудам да бидам добра во кујната. А Наташа е голем љубител и близна на италијанската храна, па не случајно се најдовме овде. Да. Ќе сготвиме едно вкусно јадење или го нарековме шпагети или тестенини или паста ала Наташа. Така го крстивме ова. Тука ќе биде нашиот помошник, Чедо, кој што е одличен или ќе ни помогне во тоа како да го готвиме јадењето, па може да почнеме. Така, значи, овој пат ќе сготвиме тестенини, бидејќи јас навистина сум гурман кога станува збор за тестенините. Се одлучивме за макарони, ќе биде со пилешко месо и хопла. Така да тоа ќе биде сосот. Јас преферирам да јадам тестенини со вакви сосови. Дома со сестра ми постојано експериментираме. Така да и дека се потрудиме, се надевам дека ќе биде вкусно. Што не е потребно се за овој рецепт, за ова јадење? Значи, макароните, имаме пилешко месо, хоплата, маргарин, значи за да го подпржиме малку месото и потоа на крајот ќе го додадеме во пастата што ќе направиме, малку ќе додадеме и зеленчук, ќе имаме брокула. Тестенините се прогласени за најпопуларна храна во светот по објавувањето на резултатите од глобална студија на Oxfam. Во светски рамки, тестенините се поомилена храна од пицата, оризот, месото, а да не зборуваме за зеленчукот, овошјето или морската храна. Според одговорите на повеќе од 16.000 луѓе од различни држави од светот, меѓу кои Австралија, САД, Бразил, Индија, Велика Британија и Шпанија, втора најомилена храна е месото, а трета оризот. Тестенините се најпопуларни во светски рамки, но секој од државите си има своји преференции. Така во САД очекувано омилена храна е пицата, во Индија индиската храна, а во Мексико мексиканската. Најинтересен избор има направена Австралија, каде омилена храна е чоколадата. Подолго време си овде во Скопје, па како што ми кажат и недостасува понекогаш и кујната на твојата мајка. Многу ми недостасува кујната на мајка ми. Особено зелникот на мајка ми, таа навистина меси одлично и секогаш кога одам дома во Кратово, значи обавезно без зелник не поминува пречекот што ми го прават тие во родниот дом.
Така да многу ми недостасува и воопшто целата кујна што мајка ми ја нуди. Денот не ти почнува без еден седен портокал, така? Да, значи многу обожавам седен овошје и преферирам кога во текот на самиот тренинг, значи си подготвувам седен овошје и во текот на тренингот да конзумирам седено свежо седено овошје. Ајде, Јули работа. Ајде, да во кујната на ресторан Џиро. Со Наташа Илиевска, најдобрата спортистка за 2011 година. И јадењето, без што не излегува Наташа во супермаркет? Без кои продукти? Без овошје и зеленчук никогаш. Дури понекогаш имам потреба да дојде некој со мене да ми помогне во носењето, бидејќи не сакам да одам секој ден, бидејќи времето не ми дозволува секој ден да пазарувам. Така да кога пазаруваме, одиме најчесто заедно со сестра ми, пазаруваме повеќе и тоа ни трае да речеме за 3-4 дена. Така да без овошје и зеленчук никогаш не излегувам од супермаркет. Подолго време сте во врска со твоето момче Никола, па кажи ми што посебно му сготви на него? И кој подобро се снаоѓа во кујна, дали ти или... Па и Никола се снаоѓа добро во кујна, меѓутоа можеби јас подобро и секогаш кога ќе дојде овде во Скопје да ме посетува, сака да му правам еден рецепт кој што ние заедно некако си го откривме. Тоа е пржени печурки со многу кашкавал. На почетокот ставате малку кромит, упржува кромитот, потоа печурките претходно изварени, се ставаат, се запржуваат и ставате кашкавал. И тоа е нешто што и двајцата обожаваме да го јадеме. Така да имам навика така кога ќе дојде да седнеме и да го направиме тоа наше заедничко јадење. Или уште еден одличен рецепт од Наташа во живот со стил, а специјалитетот веќе да внимаваме за. Живот со стил во друштво со најдобрата спортистка. Знаеш дека не сме имале спортист во емисијата Живот со стил, па еве премиерно Наташа Илиевска во емисијата Живот со стил. Ќе наздравиме со едно бело винце со твојот специјалитет, како го нарековме? Ала Наташа, одлично. Колку Никола, твоја дечко, ти помага во оно што го работиш? Ти е голема поддршка. Така, значи мислам дека тоа што јас го имам Никола покрај себе многу ми помогна да истраам и да издржам толку долго во карате спортот општо, бидејќи навистина имаше период кога имав и мощни напорни денови, особено периодот кога одев на факултет, бидејќи тогаш напоредно ги работев и двете работи, се трудев да бидам максимално присутна и на двете места. Така да Никола тогаш многу ми се најде, значи максимално. Тој е во друг правец, така, не е спортист. Тој не е спортист. Сосема во други води, така, но сепак имаш голема поддршка. Имам голема поддршка од него, едноставно ме исполнува, ме прави среќна, што е за мене сосема доволно за да истраам и да издржам во сето она што јас го правам. Пред некое време ни најави дека ќе влезеш во брачните води. Дали стоиш уште со таа? Па јас се надевам дека ќе биде и тоа наскоро, бидејќи со Никола сме многу долго време заедно, веќе 11 години сме заедно, така да би сакала да си формирам и семејство и да си почнеме еден нов живот. Меѓутоа ќе мора и тој и јас уште малку да се стрпиме, бидејќи сепак ова што го правам исто така многу битен и значаен дел од мојот живот, особено сега кога сум успешна и кога ги носам плодовите на она со кое што се занимавам цел живот, би сакала да истраам уште малку и тој со мене. Така да во блиска иднина се надевам дека ќе ве израдуваме. А еве ни е и храната. Еве храната се надевам дека е одлична. Твојата паста, браво. Тоа значи дека Никола е твојот идеален партнер? Па Никола е мојот идеален партнер, секако за тоа Требаше ли што... долго време да го најдеш? Не, јас стално знам да кажам дека јас навистина сум имала среќа да... Благодариме. Да, благодариме. Сум имала среќа да го најдам вистинскиот човек и тоа во вистинското време, бидејќи баш во тие моменти кои што кажав, кога ми беше многу напорно, тој секогаш беше покрај мене. И ние едноставно се надополнуваме во секој поглед на зборот. Тоа едноставно е мојата втора половина. Од секогаш сум го знаела тоа и се надевам дека и таа љубов никогаш нема меѓу нас да згасне. Веројатно некој кој што те третира како дама. Јас вистински мат. Не, одамна не.
Вака како те гледам, мислам дека овој барбери час. Во скопските клубови не може да ме сретнете, бидејќи вечерниот тренинг ни завршува некаде околу 10 часот. Понекогаш знам и јас да се соберам со друштвото во време во некоја мејана да се опуштиме. Имате вреќи. Така, значи, ова се вреки или реквизити. Ниту ги преценувам, ниту ги поценувам своите противници. Просечната жена ќе бакне 22 различни мажи, ќе ужива во 4 долги врски, ќе доживее 6 лоши состаноци и 5 пати ќе остане со скршено срце пред да го пронајде мажот од незините соништа. Тоа се дел од заклучоците од ново истражување кое уште еднаш потврди дека жените треба да бакнат многу жаби пред да го пронајдат својот принц. Според германското истражување кое беше спроведено кој е најдобар идеален маж за брак, дојдоа истражувачите до заклучок дека вистинскиот е тој кој ќе биде посветен. При изборот е важно да се обрне внимание на тоа мажот да поседува карактеристики за добар брачен другар и дали постојат оние кои го прават лош сопруг. Во последно време не забележувам ништо. Толку активности има, што можеби треба да се посветиме и на дел од тие некои задоволства, да кажеме, што ни се нудат наоколу. Веројатно некој кој што те третира како дама. Јас вистински маж. Верувам дека има вистински мажи во Македонија. Се надевам дека сум вистински маж. На моменти сум, на моменти не сум. Не, одамна не. Него што сметува, да. Во Македонија дали има? Вистински маж е некој во кој можеш да имаш доверба и да можеш да се потпреш на него. Што да бе, кој е вистински маж во Македонија? Според заклучоците, жените треба да се држат понастрана од невротични и нервозни луѓе кои се склони кон ненадени и брзи промени на расположението, стресот и депресијата. Моите критериуми се смениле сигурно на десетина пати во текот на мојот живот. Некој кој што те сака и те прифаќа онаква каква што си. Па според мене треба да биде крајно папучар. Предпоставувам дека сите на ова што и кажат средовечна возраст ги бараат оние сигурност, разбирање, соживот. Значи тоа е тоа што во суштина и како карактеристики мене ми се допаѓаат. Безпрекорно да изгледа во однос на телото, на својата става и на такви работи. Визуелниот изглед можеби е на прв момент битен, но во секој случај многу брзо, во првите неколку секунди, неколку минути дознавам дали тоа е така или не е така. Прво забележувам очи и најважно ми е како прави таа личност, како прави јас да се чувствувам во негово друштво. Да исполнува секоја можна желба на жената. Мачо тип. Да ги носи децата, значи, у парк у сабота и у недела. Набилдан. Да не остава, нели, празничини одјадење на маса. Папучар. Другото не е важно. Цветковски гораст е за мене вистински маж. Иако е плюс духовит и шармантен, нема подобар. А каков маж треба да се однесе пред олтар? Оној што неговата сопруга и семејството ги става на прво место и целосно им е посветен на нив. Само таков маж може да ја направи жената среќна и да биде добар сопруг, заклучуваат истражувачите. Што е со стилот на облекување? Како ти го дефинираш? Колку ги пратиш модните трендови? Колку сакаш да бидеш во центарот на вниманието? За мене е битно да она што го носам да соодветствува на пригодата. Бидејќи јас најчесто релацијата ми е сала дома, најчесто сум облечена спортски, меѓутоа знам да се облечам и елегантно. Обожавам да се облекувам инака кежуал, значи во стилот на фармерчиња, некоја блузичка со убав дезен, сакам да носам и високи подпетици. Така да зависи од пригодата. Значи, она што го носам, сакам да се чувствувам удобно во него, да се чувствувам пријатно во тоа што го носам. Обично женската популација се има нели оние омилени модни додатоци како очила за сонце. Јас очила за сонце, значи не преферирам да носам бидејќи некако ми пречат. Значи си имам обидено, меѓутоа не знам зошто ми пречат очилата за сонце. Меѓутоа носам додатоци како накид, обожавам да носам накид. Обожавам да носам добар каиш, со добра ташна, тоа да биде добро искомбинирано и така, значи. Рачен часовник е еден од прекрасните додатоци или накид за мажите и жените. Ако носиш рачен часовник од врвот и познати брендови, тоа ќе го направи вашиот изглед подобро.
Вистинските луѓе со стил имаат потреба од вистински шопинг. Одиме да ја видиме најновата колекција на рачен часовници, Armani, Burberry, Dolce & Gabbana во Тезоро кај нашите пријатели, затоа што знаете дека живееме со стил. За оние кои сакаат да бидат поинакви од другите, идеален начин да се разликуваат од другите се рачните часовници. И благодарам на Маја од Тезоро во која имам целосна доверба кога е во прашање изборот на накид, во изборот на дијаманти и секакви модни додатоци овде во Тезоро. Кој е изборот нивен за оваа пролет 2012, кој е трендот ке ни појасни Маја. Здраво. Здраво, Илана. Оно што би сакале да го подвличеме за оваа пролет е новата колекција на часовници која току-што пристигна кај нас во Тезоро. Навистина сме горди на големиот избор на овој моден детал, било машки или женски. Имаме од повеќе брендови како што се Burberry, Armani, Dolce & Gabbana, Hugo Boss и многу други. Ако добро ја разгледате понудата изложена во нашиот салон, ќе примите дека големите светски брендови се потрудиле да одговорат на скоро сите вкусови. Навистина е тешко да се издвои никаква доминација на бои или детали во нивната изработка, иако има само некоја блага тенденција на доминација на кожните ремени наспроти металните. А јас за да видам комплетна, мислам дека ми недостасува еден рачен часовник како моден додаток, а веќе верувам во Маја како мој моден гуру, па ајде дај ми препорака, совет или кој часовник би ми одговорил на денешниот мој изглед, Маја. Вака како те гледам, мислам дека овој Burberry часовник одлично би ти прилегал, со кожно ремче, како вега. За денеска ти го препорачувам овој часовник, меѓутоа навистина е тешко да се издвои никаква доминација на бои или детали во нивната изработка, иако има само некоја блага тенденција на доминација на кожните ремени наспроти металните. Но сепак би повлекла уште еднаш дека опсегот на избор се движи од часовници за секојдневна и спортска и модерна варијанта, па се до елегантни часовници за свечени пригоди. Отсликуваме едно секојдневие на Наташа Илиевска, ќе се упатиме на она професионално катче, кое што е твојот втор дом. Претходно зборуваме за сите оние работи кои што те прават среќна во животот. Кои се оние останати твои страсти, афинитети во твојот живот? Може би пеењето, музиката, глумата, електротехника. Има ли нешто тука? Па добро, пеење, глума, не сум јас за тоа, меѓутоа јас од секогаш покажувам афинитети кон природните науки, така да токму затоа и го избрав електротехничкиот факултет и тоа беше нешто што навистина ме исполнува. Една година работев и во софтверска фирма, така да и тука се пронајдов себе си, меѓутоа решив професионално да продолжам со каратето, токму затоа што чувствував дека можам да ги направам сите овие врвни резултати кои што ги постигнав веќе и 3 години во континуитет ги носам за Македонија. Меѓутоа во иднина секако себе си се гледам и се пренаоѓам токму во софтверското инженерство, во програмирањето, така да би сакала еден ден и како е успешен професионалец или програмер да се гледам себе си во така. Колку успеваш да најдеш време само за тебе? Па имам доволно време, да. Да успеш да најдеш време за контакт со природата? Па добро, еве сега овие 3 години кога веќе решив да се откажам и од работата и кога некако само се одлучив да се занимавам со карате, можам да признам дека имам време, бидејќи сепак измеѓу двата тренинзи имам доволно време да и да се дружам, и да прочитам некоја книга, и да сурфам на интернет. Обожавам да се дружам со пријателите, значи во секое слободно време излегувам со пријателите на некоја кафенце или кога дечко ми ќе ме посети, сакаме да направиме некоја прошетка во природа и слично, значи се наоѓа време. Од девојките парти девојки кои што може да се сретнат во ноќните клубови, во дискотеките во Скопје? Во дискотеките во скопските клубови не може да ме сретнете, бидејќи вечерниот тренинг ни завршува некаде околу 10 часот, така да после тој тренинг навистина сум исцрпена и изморена и јас рано си легнувам. Лишуваш од тие журки, од тие забави на твои години? Па не се чувствувам дека се лишувам, бидејќи се тоа што го правам, мене навистина ме исполнува. Сега нема некој да замисли дека тоа е некаков обрач кој што постои околу мене. Значи се наоѓа време и за тоа. Значи се крши таа бариера понекогаш знам и јас да се соберам со друштвото во време во некоја мејана да се опуштиме. Меѓутоа тоа не е постојано, не е
мојот животен стил. Значи, но понекогаш се случува и такво нешто. Во моите гимназијалски денови, петокот и саботата беа резервирани за да одидам во дискотека. Некако можеби го живеав тој начин на живење, така да сега навистина ова што го правам, навистина максимално ми исполнува и навистина сум секме задоволна. Груба во спортот карате, нежна или кротка на изглед. Дали би сменила нешто во визуелниот изглед твој? Немам што да менувам. Се сметаш за среќна, задоволна, така? Да, се сметам дека вака како што изгледам пристојно, не би менувала ништо. Ова е мајката природа, јас сум задоволна од тоа што го поседувам, така да не би менувала ништо. А сега следива рубриката Мој стил, спонзорирана од линијата за нега на коса Кене. Комплетна промена на нашата гледачка Наташа Карафиловска од Гостивар. Најнапред добродојдовте во нашето фризерско студио Гламур. Јас сум Милка, нашиот денешен модел е Наташа, која што ни доаѓа од Гостивар и након таа самата ќе ни каже каква промена сака да ја направи и зошто се пријавила во емисијата Живот со стил. Здраво, јас сум Наташа и доаѓам од Гостивар. Се пријавив во оваа емисија бидејќи сакам да направам промена на мојата фризура, бидејќи како што се гледа е премногу оштетен. Сакам да се ги повратам кадриците, па ќе видиме на крајот што ќе испадне. Значи, како што гледате и самите, очигледно е дека во моментов косата на Наташа е во многу лоша состојба. Во коренот имаме, значи, некои 2 сантими подрасната коса со тројка основен тон, кој што треба да се осветли. Во должината со деколорант вадена боја, каде што имаме, значи, бакарни тонови, розеви и на врвот имаме златни. Како што гледам, внатре има и доста скинати, значи, делови од косата, затоа би одела во коренот со тинта колор, додека во должината би одела со семи линијата која што го полни влакното и е без амоњачна боја. За да се постигне тој целосен изглед, каде што ќе имаме црвено-виолетова нијанса ќе постигнеме, затоа што на врвовите ќе биде малку поистакната виолетовата боја. Правиме семи колор. Значи, за должината на Наташа, бидејќи е многу порозена, а ова е без амоњачна боја, која што ќе го наполни влакното со пигмент. Голема инспирација ми беше да работам со модел како Наташа, бидејќи како што и самите видовте, незината коса беше во многу лоша состојба. Незиното влакно беше доста порозено и поради тоа од линијата на Кене го користевме семи колорот, бидејќи го наполни незиното влакно со пигменти за да ја добиеме ова интензивно виолетова боја што таа ја сакаше. Исто така нашето студио и подари и професионална шминка, а дали е задоволна Наташа, ќе видиме сега. Го постигнавме ефектот што го сакав и голема благодарност до фризерско студио Гламур за оваа прекрасна радикална промена и секако голема благодарност до Елена и емисијата Живот со стил за што ме избра као кандидат. И порачувам на сите гледачи да се пријават во оваа емисија.
Секој од нас се грижи за својата коса, посебно е загрижувачки фактот доколку има проблем со опаѓање на косата, но затоа ние имаме вистинско решение, се наоѓаме на вистинско место покрај оние фризерски и козметички услуги во салон Драгон Джули. Джули ќе го реши проблемот со опаѓањето на косата. Здраво за Джули. И кажете ни кои се први причините за опаѓање на косата? Постојат повеќе причини за опаѓањето на косата, меѓутоа прв и најголем причинител за таа појава е стресот. Стресот кој, на жалост, е секаде меѓу нас и во нас. Наследниот фактор исто така знае да биде причина за опаѓањето на косата и некои здравствени проблеми. Анемијата, промената на тироидната жлезда, значи лачењето на тироидната жлезда, хормонскиот дисбаланс и преголемите токсини во нашиот организам исто знаат да бидат причина за опаѓањето на косата. Но затоа велите дека вие имате решение тоа на природен начин. Да. Како пристапувате на клиентот, еве, кај мажите, кај жените, како оди постапката, третманот на природен начин? Кај мажите првенствено, значи опаѓањето се случува околу слепоочниците и на темето на главата. За период од неколку години се споја тие две регии и дојде до келавост. Кај младите деца тоа се случува обично после пубертетот, во периодот од 18 до 25 години, кај што доаѓа до таа келавост. Кај жените, обично после периодот на бременост и во периодот на лактација, опаѓањето на косата е зголемено, меѓутоа опаѓањето се случува во предниот дел на главата на косата или целосно на целата глава. Третманот се состои од рачна масажа, првенствено е негата. Значи во салонот се употребуваат билни шампони, pH неутрални, кои не ја иритираат кожата на косата и не го оштетуваат влакното. Ке го споменам енергетскиот третман. Сите оние луѓе кои го посетуваат салонот и доаѓаат на третмани, значи во тој период нема главоболки, нема болки од синуси, нема настинки. Што се случува, јас не знам, меѓутоа на клиентите им е убаво. На крај третманот се завршува со тоник направен на билна основа, кој повторно, значи не ја иритира кожата, не го заштитува влакното. Многу е убаво да се види радоста на луѓето кои ќе ја приметат промената за многу кратко време, значи за период од недела-две, веќе луѓето ја гледаат промената што се случува на нивната коса. Затоа ќе го посочиме и радосната актерска звезда Ванчо Петрушевски, може да видат нашите гледачи дека вие сте го решиле неговиот проблем со опаѓањето на косата. Да, Ванчо беше само еден од клиентите, беа многу и се надевам дека ќе бидат уште многу, бидејќи проблемот на опаѓањето на косата е глобален проблем. Многу често мажите знаат да ми кажат, мене не ме интересира, можам да бидам келав, убав сум. Меѓутоа, психичкиот момент, кога вие секој утро ќе застанете пред огледало и ќе се видите дека вашата коса се повеќе и повеќе ја губите од својата глава, е лош момент. Косата е украс кој не краси сите. Косата е заштита на нашата глава и затоа треба да ја негуваме, да ја чуваме и да ја одржуваме на правилен начин. Висок професионалец од мали ноза кога станува збор за карате дисциплина, ова е Наташа Илиевска, нашиот спортист, нашиот лик како централен гостин во емисијата Живот со стил. Јас не го прифатив предизвикот затоа што сум подготвена за некои понежни работи, ама ти ветувам дека наредниот пат ќе се потсетам на деновите кога јас тренирав карате како дете. Па кажи им на гледачите што ти е најубавата работа кога ќе облечеш кимоно, а што ти е најтешката? Вака јас најпрви на гледачите им објаснам дека ова е местото во кое што јас поминувам голем дел од своето секојдневие, значи ова е спортската сала на карате клубот Мак Петров во кој што јас тренирам. Па најтешко би било, можам да го извеам моментот кога правиме спортски борби овдека, бидејќи сепак спортската борба е она која што е најтешка од нашата дисциплина, а најлесно и нешто во што јас највеќе уживам во текот на тренизите се оние
вежби кои што ги имаме, значи за контранапади. Јас го обожавам контранападот, така да тоа е нешто што мене многу ми прилега и обожавам да го вежбам во текот на тренинг. Имате вреќи? Така, значи, ова се вреќи или реквизити кои што ги користиме во текот на самиот тренинг. Ова се макивари, плюс користиме и светлички сигнали, значи оваа на самата макивара се вклучува и има светлосни сигнали на кои што ние треба правовремено да реагираме, бидејќи во карате спортот многу е битна таа правовремена реакција, бидејќи доколку имаш правовремена реакција, многу лесно ќе можеш да нанесеш контраудар или да изреагираш во момент кога дистанцата е доволно добра за да можеш да направиш и контранапад, така да го користиме и ова како потренажниот процес. Кога сме кај надпреварите, ќе продолжиме и во другиот дел од целата манхика која што е твоето локација. Кој е тоа? Кога сме кај надпреварите, колку ти ги знаеш противниците претходно и дали чувствуваш ривалство или непријателство или пак се дружите после? Така, значи многу е битно да се знаат противниците, токму благодарение на тоа што јас сум постојано присутна на светските премиер лиги, европските златни лиги кои што се врвни збуднување во карате спортот. Јас имам можност да се сретнувам со своите најголеми фаворитки и отпосле ги анализирам, значи ги гледам снимките, сите борби ги снимам кои што ги имам. Така да тоа Како да се биде рамо до рамо со светските прванци во карате? Па знаете како јас ниту ги преценувам, нити ги поценувам своите противници. Така, значи веќе јас го достигнав тоа ниво, така да ги знам своите противници, знам кои техники најмногу им легаат, знам на што да обрнувам внимание, така да тоа многу ми помага во оној техничко-тактички дел кога ја водам самата борба. Инаку што се однесува до дружењето со овие противнички, значи ние навистина сме пријателки надвор од татамите, значи комуницираме и преку Facebook, преку интернетот го користиме, значи за комуникација, така да нормално дека остануваме пријателки после борбите. Те контрола е во паѓање од мене, знам за кратко време вечерот ќе излезе. Сега, каква порака ќе им оставиш на сите љубители, оние кои што сакаат да се занимаваат со спорт карате од мали нозе? Па, јас првим би им кажала на сите гледачи да се држат цврсто кон своите соништа, да бидат упорни и истрајни и тогаш резултатите следат. Нека спортуваат од мали нозе, бидејќи спортот е навистина здрав, во здравото тело и здравиот дух на човекот, така да без разлика на кој спорт да станува збор, навистина е прекрасно да се спортува. Спортот не прави успешни како личности во секој поглед. Како што реков јас претходно, мене каратето ме направи навистина упорна, истрајна, ме наполни со самодоверба, со самоконтрола. Едноставно тоа се особини кои што не водат напред во животот. И сега девојките се прашуваат, Наташа, помогни ни кој спорт да го избереме за да бидеме убави, згодни и секси? Па каратето е одличен избор, јас би рекла, бидејќи девојките со кои што јас се дружам во карате спортот навистина прекрасно изгледаат, имаат прекрасна линија на телото, мускулатурата навистина е прекрасно оформена со карате спортот, така да каратето би бил прави избор. Јас ти благодарам многу за одвоеното време, ти посакувам многу среќа и успех понатаму. Убави моменти со клубот овде и со најмладите кои што ги пренесуваш твоите искуства и знаења околу карате дисциплина. Ова беше Наташа Илиевска. Па јас би искористила приликата да ти се заблагодарам, навистина си поминав прекрасно денеска со тебе, се надевам дека ќе се видиме и во некоја следна прилика. Неделен совет за среќа. Може би ви изгледа глупаво, но препуштете се на општата еуфорија. Ако цел град зборува за важен спортски надпревар, концерт или било што друго, приклучете се на општото воодушевување и навивање. Допуштете си да ве понесе еуфоријата и така ќе ве направи среќни.
Мојот стил на живење наметнува барем за денеска некои понижни работи, хајде да се ги направам, да се ги завршим моите обврски. Поздрав до сите вас, до Наташа Илиевска, до моите пријатели Пикокс, Афродита Ес, Авангард и секако Пенелопе Накит. Се гледаме наредната сабота токму на вашата омилена телевизија. Гледате го натаму Живот со стил и бидете насмејани и среќни. Ве поздравувам.